Сакам да прашам колку институциите на системот кај нас ја работат својата работа како коректор, како ревизор во сите тие појави и случаи на корупција, треба ли медиумите да ги објавуваат за еве владата и државата да дознае? Тоа сакам да прашам. Па, за жал, ако нешто медиумски не излезе на површина, но обично институциите тоа не го гледаат и не сакаат да го видат. А причината е тоа што раководните структури на сите институции ги поставува еден човек. Претходно беше Груевски и неговите еден или двајца кадровици, сега е Зоран Заев и неговото обкружување. Значи, тие поставуваат и јавен обвинител, и ревизори поставуваат, и началници локални за организиран криминал и за економски криминал. И најчесто, многу често, морам да кажам дека знам и чувствувам дека многу од овие проекти се решени на тој начин, што блиски луѓе до раководството или до врвот имаат веројатно оргирано и кажано, дајте овој проект, овој е наш човек да го раздвижиме сега Кавадарци, да покажеме резултати во Кавадарци, тоа на тој начин функционира. Значи, еден центар е тука, практично, и сега сите знаат штом тоа училиште или штом тој наставник добил таму оне нивни, и ако не се дигне многу голема ѓурултија во јавноста, тогаш институциите премолчуваат. Се чекат како ќе реагира Заев. Сега Заев излегува, не викам дека има криминал, меѓутоа некоректно се односи спрема медиумите. Не треба ни да вика дали има криминал. Не треба ни да зборува. Треба да ги повика институциите сериозно да го преиспитаат тоа. Јас на почетокот реков дека и за Димова, и за јавноста, и за СДС, и за Заев е најдобро да се расчисти, значи не само околу овие две работи, комплетното работење на таа институција. Лидија Димова зборува дека сега била загрозена затоа што открила криминал од 2.200.000 евра во претходниот период. Чекайте, 3,5 години. Па за ова општество нема енергија да открие, па само на спомнување на цифра дека претходното раководство на агенцијата проневерило 2.200.000 евра, таму треба да има финансиска полиција, треба да има ревизија, треба да има антикорупцијска, треба да има јавен обвинител, треба да има организиран криминал, полиција. Сега, ако господјата Димова си отишла, тогаш тој криминал од 2.200.000 евра од претходното раководство немало кој наводно да го расчистува. Простете, меѓутоа, јас не функционирам така и не можам да го разберам тоа дека сега откривањето на криминалот од претходно од 2.200.000 евра треба да зависи од тоа дали господјата Димова ќе продолжи на позицијата или не. Значи, а мислам дека токму така се одвиваат работите. Проблемот е што еден човек ги бира сите надлежни институции и раководството на сите институции кои што се задолжени да се борат против корупцијата. И тие едноставно знаат и имаат инстинкт дека ќе направат проблем на гарнитурата што го избрала него. Ние мора да воспоставиме систем каде што навистина ќе бидат независни.